Еве, почитувани гледачи, како што веќе забележувате, до мене се наоѓа интернационалниот, би рекол музичар, Кирил Џајковски, кој што е дел вечерва од концертот овде по повод 28 август. Како се чувствувате во први штип, иако не сте за прв пат гостувавте на Аква Парк Фест, тогаш поминавме одлично, да? Одлично поминавме, точно тоа беше прв пат за Аква Фест и многу ми е драго што повторно сум овде во први штип, тоаш навистина многу во помина целиот настап. Што ќе отсвириме вечерва пред публиката? Ќе оставиме се многу материјал и од стариот и многу нов материјал што го спремам за новиот албум кој се надевам дека многу скоро ќе излезе. Се крачка уште или веќе е при крај? При крај, материјалот е скоро при крај и ќе излезе прв сингл веројатно во септември. Ќе има наскоро и ќе биде објавено на социјалните мрежи за сите датуми и сето точно како ќе оди тоа. Одлично, супер. Реков во најавата интернационалниот музичар Кирил Џајковски, ова значи дека настапувате постојано и надвор од границите на Македонија и во Македонија. Кога се чувствувате најдобро? Кога сте во Македонија или во странство? Па кога сум во Македонија нормално, меѓутоа убаво е да се стварно да се настапува во странство и да се оди по тие убави големи светски фестивали и да се презентира тоа што ете тука се работи и така да секогаш ми е драго и тука и во странство кога се така. Каде има повеќе публика и каде се повеќе цени музиката? Па да ви кажам искрено, сегде има публика. Фестивалската публика станува многу голема последниве години и музичките фестивали, посебно летните, земаат голем замав последниве години и навистина фестивалите и настаните и од овој сличен вид се секогаш многу посетени. Одлично, супер. Правите и филмска музика, соработувате со... Да. Филмска музика, имав неодамна еден прв голем концерт во живо со симфониски оркестар и кој планирам исто така тој филмски концерт да патува малце и по регионот и во земјава со други изведби. А во план се и други филмови, музика за други филмови, меѓутоа тоа веќе дури ќе биде до година или и 27. Соработувате со Милчо Манчевски од Македонија, како настана соработката? Многу одамна се знаеме со Милчо, ние почнавме уште во студентските денови, така да кажам, кога бевме заедно во групата Бастион и од тогаш фактички почна нашата филмска соработка, односно од моја страна работа на музика за филм, меѓутоа нели големиот прв голем проект што го работевме беше Прашина и од тогаш соработуваме на други филмски проекти. Меѓутоа тука е Иво Трајков, Дарко Митревски, Александар Поповски и редица други, така што имаше и други режисери со кои се работував. Ме интересира дома кога сте во домашен амбиент, каква музика највеќе слушате? Каков стил? Дали да ви кажам искрено, тоа кај мене има изборот на CD е огромен и тоа може било што да биде, а во однос на стилови има се. Верувате ми, од класика до джез, до поп, до се. Што би, за крајот разговорот, би препорачале на младите, оние кои што веќе полека, но сигурно пробуваат на некој начин да заплават во музичките води? Само им порачувам да бидат искрени према себе, да го следат својот инстинкт и да се обидат да го чујат својот уметнички глас натре во себе.